Енормното загадување на водата за пиење стигна и до Струшкото обвинителство, кое почнува истражна постапка. Здравствено небезбедна, водата во Струга ќе биде забранита за користење најмалку уште една недела. Матноста на изворите во шум што го снабдуваат градот со вода се уште е висока и ја надминува законски дозволената граница од 1,5 единици. Таа денес изнесува 7,33 единици. Основното јавно обвинителство Струга оформи предмет за да се испитаат причините и евентуално сторени кривични дела против животната средина и природата. Издадена е наредба за правосудната полиција да изврши увид на локацијата во селото Шум, каде се сместени изворите од кои подрачјето на градот Струга се снабдува со вода за пиење. Ке бидат преземени и други действија на проверки. Од Центарот за јавно здравје го отворат прашањето каде биле надлежните институции и зошто навремено не се реагирало, затоа што, како што велат, каменоломот над изворите не е од вчера. Тоа што го видов, јас не можев да си вервам дека може да постои некој што сакат да буквално ја уништит водоснабдување во Струга да немат. Таму е каменолом со огромни кратери, кај што со динамит се кршат карпи. Ова е алчност во прашање. Алчност и безсовесни и бескрупулозни луѓе. Може тоа да го направат само. Од Државниот инспекторат за животна средина и останатите надлежни институции се запознаени со проблемот и превземаат мерки. Мислам дека ќе следи заеднички надзор за да се види точно на која локација дали е легална локација или е нелегално ископување блиску до изборите. Во секој случај треба да се истражи дали е доедено до легална концесија, како работел со без дозвола, дали со елаборати, значи треба да се види инспекцијскиот надзор. Секое загадување на питка вода е опасно, вели Блинков. Изворите во Шум се главни извори кои снабдуваат со вода за пиење популација од 50.000 жители од Струга и Струшко.